Уште тројца пациенти од повредените од пожарот во дискотеката Пулс се на болничко лекување, посочи директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Од нив еден пациент се лекува во Истанбул и двајца пациенти се на лекување во приватна болница во Скопје. Како што истакна Клековски, двајца од пациентите се во тешка состојба, но се надева дека процесот на лекување ќе помине добро. Ме радува да спомнам дека за неколку дена бројот на повредени што се хоспитализирани се намали на тројца. Двојца пациенти се пуштени на домашно лекување, еден пациент од Истанбул се врати на 27 и тој е на домашно лекување и еден пациент од клиниката за пластична хирургија исто така е пуштен на домашно лекување. Значи во моментот останува на лекување во болнички услови, еден повреден во Истанбул и два повредени во Аџибадем Систина. За жал се уште двојца се во тешка, не е критична состојба, во тешка состојба и се надевам дека и таму борбата ќе биде успешна и ќе излезат заздравени. Од останатите повредени, двајца пациенти одат на постојани интервенции во Кочанската општа болница. Фондот за здравствено осигурување финансиски подржува контроли за 6 пациенти кои се вршат во болницата во Пигоров. За дел од повредените во наредниот период се очекува да пристигнат и силиконските маски за лице и врат. Веќе сме на прагот на 6 месеци од трагичниот настан, така да досега ги следевме комплет сите препораки на специјалистите кои што имат поголемо искуство од нас со оваа патологија и се уште ги следиме и понатака планираме да ги вклучиме и дерматолозите во третманот, значи на лузните на повредените. И морам исто така да напоменам дека силиконските маски кои што кај дел од повредените за лице и за врат беа изработени со 3D скенирање и со 3D принтање во Германија, значи веќе се изработени и се пристигнати во Хрватска, направена јавна набавка и истата е завршена во Кочанската болница и се очекува во наредниот период да ги добијат повредени. Во пожарот во дискотеката Пулс на 16 март годинава животот го изгубија 62 лица, а околу 200 беа повредени.